Добро вечер, тредневник на К3. За околу 275.000 основци и средношколци завршува летниот распус и од утре за нив почнува новата учебна година. Првпат во училишните клупи ќе седнат и околу 20.000 првачиња. Од вкупниот број ученици околу 190.000 се основци и околу 85.000 средношколци. Утре е првиот школски ден и за 16 основни и 4 средни училишта во Куманово. Бевме во основното општинско училиште Браќа Миладиновци, каде што се е подготвено за првиот час, на кој најмногу ќе му се израдуваат околу 130 првачиња. Основното училиште Браќа Миладиновци утре точно во 9 часот пред главниот влез на училиштето со свечен прием ќе ги прими нашите првачиња. Значи спремни сме за новата учебна 2015-2016 година. Бројка на првачиња е 138, со тоа што 8 се во село Пчиња, а 130 се во централното училиште. При крај сме со реновирање на објектот кој го имаме на улица Тонко Димков кај Соколана. Овој објект минатата година го реновиравме така да имаме сите услови за почеток на нова учебна година. Вкупната бројка на ученици во Браќа Миладиновци е 1293 ученика, што после долг период значи покачување и сме подготвени за сите нив со новата учебна година. Се надевам дека утре ќе бидете присутни, бидејќи утре ќе направиме и промоција на училиштето кое е модел училиште на ниво на општина Куманово, она што велиме мултиетничко образование, проектот кој го работиме со УСАИД и со партнер училиште Бајрам Шабани. Утре ќе имаме декларација и знаме на прво основно училиште кое е модел училиште во општина Куманово. Во средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка во прва година запишани се околу 170 средношколци. Новитет во Кривопаланечката гимназија е можноста за дооформување на образованието на учениците со трет степен, односно учениците од туристичко-угостителската насока, тригодишното образование може да го продолжат за уште еден степен, односно една учебна година. Околу 170 ученици од 1 септември ќе станат средношколци во средното општинско училиште Ѓорче Петров. Од нив најголем дел се одлучиле за гимназиско образование, но има интереси за стручните насоки, информираат од оваа установа. Со августовскиот описен рок заврши запишувањето во нашето училиште и може слободно да речем дека се запишани околу 170 ученика. Најголем дел се запишани во гимназиското образование 100 ученика, потоа во електротехничката струка 25 ученика, во машинската струка 20 ученика и во третиот степен имаме некаде 15 ученика. Новитет во Кривопаланечката гимназија е можноста за дооформување на образованието на учениците со трет степен, односно учениците од туристичко-угостителската насока. Тригодишното образование може да го продолжат за уште еден степен, бидејќи четвртиот степен е услов за упис на високо образование. Ова година Министерството за образование даде шанса или можност да они ученици кои го завршија третиот степен од угостителско-туристичката насока, односно профил готвач, да може да го продолжат своето школување во четврта степен. Се разбира дека оваа година за прв пат ќе запишеме ученици во четврт степен угостителско-туристичката насока и јас во овој момент ги повикам сите наши ученици кои го имат завршено третиот степен да повелат да се запишат и се пружа таква шанса да го дооформат образованието, односно да добијат образование за четврт степен. Со цел подобрување на условите за учење и амбиентот за престој на учениците и вработените, во Кривопаланечката гимназија изминатиот период се превземаа низа активности. Освен стандардните за молерисување, дезинфекција и неопходни поправки, во текот на ова лето во средното општинско училиште Ѓорче Петров беа обновени вкупно 8 училници од вториот кат на централниот училишен објект. Се разбира дека ние во овој период направивме некои инфраструктурни захвати и може слободно да речем дека условите се подобрени, поготово на вториот кат сите училници ремонтирани, фактички електричната инсталација исто така е ремонтирана,
компјутерската, значи може да речем дека создадовме идеални услови за започнувањето на учебната година. Новата наставна насока за конфекцијски компјутерски оператор од текстилно-кожарската струка поради слабиот интерес за запишување на учениците, оваа учебна година нема да биде реализирана. Средношколците и оваа година ќе полагаат државна матура според стариот модел. За септември 2016 година се одложени измените на Законот за високо образование. Средношколците и оваа година ќе полагаат државна матура според стариот модел, а за септември 2016 година се одложени измените на Законот за високо образование. Во меѓувреме ќе направиме се што е во наша моќ за да бидат вклучени сите засегнати страни на кои што се однесува законот и во заеднички консултации да се дојде до најдобрите можни решенија, некаде до септември 2016 година, најави вчера при посетата на Дојран премиерот Груевски. И со оваа изјава на претседателот на владата уште еднаш се потврдија заложбите на владата и Министерството за образование и наука за креирање на диалог со нови инволвирани страни во образовниот процес, а во насока на креирање на заеднички решенија во областа на реформи во средното и високото образование, кои ќе бидат квалитетни и издржани. Представниците од образованието сметаат дека со одлагањето на примената на новините во овие закони се става доволно простор за сите представници од образованието, како и на учениците и студентите, со активно учество и диалог да придонесат за изнаоѓање на најдобри решенија во оваа област, за која едногласни се размислувањата дека се потребни реформи. И токму затоа, велат вработените во образованието, е потребно преку понудениот диалог, а не преку политизирање на овие реформи, заеднички да се дојде до најдобрите решенија. На градскиот плоштад во Куманово утре во 19 часот ќе се одржат 10-тите јубилејни дувачки средби Рома Труба Фест 2015 во организација на ансамблот Рушид Шакир, а под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово и со поддршка на Министерството за култура. Годинава се одржува 10-тиот меѓународен фестивал Рома Труба Фест, фестивал на кој се негува ромската музика. Фестивалот е планиран да се одржи на градскиот плоштад во Куманово со почеток во 19 часот. И годинава фестивалот доби поддршка од Советот на општина Куманово и градоначалникот, но и од Министерството за култура. Ова година ќе биде Џамба Гушев, како и секогаш. Ќе има свој концерт со госпоѓата Анета Молика од Битола. Тоа ќе биде нешто многу јако, многу добро. Очекувам дека самата Анета и Џамбо, кој е еден од најдобрите оркестри во светот, ќе дадат голем придонес во оваа манифестација. Самиот фестивал го нарековме концерти, да бидат како концерти на целиот фестивал. Сите учесници ќе имат концерти по пола сат, значи половина 30 минути, кои што ќе настапат со пејачи. Наши кумановци кои што беа учесници на Звезда Гранда ќе бидат исто така дел од оваа манифестација, Ивона и Мартинијан Кириловски. Мартинијан Кириловски ќе настапи со Кемал Асанов, еден од најдобрите моментално надежи, зборам за Лимена дувачки оркестри. Каде доаѓа? Тие доаѓаат од Струмица, иначе се многу добри и квалитетен оркестар, ќе настапат со Мартинијан Кириловски. Ивона, која што ќе настапи со Уска Кантуров, инаку Уска Кантуров беше победник прошлогодишниот во Гуча, кој што освои прво место во светско такмичење. Имаме две гости кои што ни доаѓаат, две оркестри од Србија, тоа е Драгана Метовиќ и Исидор Зечивирич, кој беше победник во Судулица. Годинава, изјави директорот на фестивалот, имаат исклучително богата програма со реномирани гости. Стручниот тим се обидел да извлече максимум од сите оркестри, бидејќи годинава фестивалот нема надпреварувачки, туку ревијален карактер. Оркестрите од секогаш барале подолг настап, велејќи дека 15 на минути не им се доволни да ги покажат своите знаења. Затоа на овој фестивал ќе настапат по половина час. Ова година е 10-та јубилеен и очекувам дека ова година ќе биде нешто поквалитетно, затоа што да кажам дека е 10-та поред, имаме квалитетни учесници, гости и се надевам дека самата организација направи напори да биде квалитетна самата манифестација. Се надевам дека граѓаните на Куманово, како и секогаш и ова година, ќе бидат присутни на оваа манифестација, затоа што знам дека Куманово е град кој што ги сака трубите, лимено дувачки инструменти, квалитетни, така да се надевам дека сето она ќе биде во ред во склоп на самата организација.
Неодамна организаторот на фестивалот ансамблот Руши Чакер учествуваше и на меѓународен фестивал кој се одржал во близина на Страсбург, на кој покрај представници од Македонија учествували ансамбли од 15 држави. Станува збор за фестивал на кој се промовира народната музика. Освен членовите на ансамблот Руши Чакер, на овој фестивал учествувал и оркестарот на Кими Асанов од Македонија. Представата Аудиенција е најновиот проект на Кумановскиот театар, чија премиерна изведба е закажана за утре вечер во 20 часот на малата сцена во театарот. Оваа представа е работена по текстот на чешкиот автор Вацлав Хавел, а режирана и адаптирана од кумановскиот актер Мирослав Петковиќ, кој ќе биде прво негово режисерско остварување. Жанровски представата е сместена во реалистична драма на апсурдот, која ќе ја доловат 20 актери, искусниот Горан Илиќ и младиот студент Чедомир Митевски. На малата сцена во театарот во Куманово премиерно на 1 и 2 септември ќе биде одиграна представата Аудиенција на чешкиот автор Вацлав Хавел. Представата е правена во 2013 година и играна е во клубови и кафулиња, пошто актерот Мирослав Петковиќ, кој го режирал проектот, решава заедно со актерите Горан Илиќ и Чедомир Митревски да ја адаптираат представата за во театар, со цел на едно место ова занимливо театарско парче да ги собере љубителите на оваа уметност. На голема жалост на општеството, овој текст повторно се наметнува и тој период на прашка пролет, кога сите интелектуалци биле малтретирани на интелигентен начин, повторно и повторно се повторува и циркулира низ времето. Значи, никаде не може да се најде вентил за да тоа време си замине. Сакам само да кажем дека представата е правена во 2013 година и сакам да кажем дека ми е многу драго што театарот и се најде на представата и представата му се најде на театарот. И посебно ми е драго што еве новата сезона 2015 почнува баш со оваа представа. Актерот Горан Илиќ истакна дека е тешко да се сработи представа што е надвор од средства што Министерството за култура ги издвојува на годишно ниво, но од друга страна на актерите местото им е во театарот, да творат. И потребно е да се искористи секоја можност и да се понуди нешто повеќе што ќе го подигне рейтингот на театарот и ќе ја донесе публиката во салата. Токму тоа го направивме со Аудиенција, рече тој. Знаете како, доаѓаш во контакт со млади луѓе кои имаат нови филозофии, нови погледи на живот и јас реков, зошто не? Мислам, јас ќе им кажам нешто од тоа што е искуство, а тие мене ќе ми дадат една енергија. И така и се случи и мислам дека направивме добар продукт. Овој продукт го донесовме тука во театар едноставно за да му помогнеме на театарот, бидејќи представата ја игравме по кафичи. Игравме во Куманово, во Скопје. Сега мислам дека добра можност е овде да се одигра на оваа сцена и се надевам дека сега во најава можам да ви кажам дека ќе работам и други представи. Ја почнаме представата, се беше едно прекрасно патување, полно со искуство, полно со нови идеи, со како всушност треба да се движи театарот во еден правец. Тоа никогаш нема да го заборавам. Ова е сепак мојата така прва представа која ми остави многу голем впечаток и многу трауми. Да. Илиќ најави дека во иднина ќе следат уште неколку вакви слични проекти вон програмската шема на театрот, потенцирајќи го потенцијалот на младиот актерски тим кој ќе биде искористен, а тоа би донело многу повеќе публика, особено млади лица желни за театар. Инаку Кумановскиот театар со оваа представа воедно го отвара вториот дел од театарската сезона за 2015 година. Во организација на граѓанското здружение Карго клуб од Куманово за прв пат успешно се организираше манифестацијата Автошоу, на која вчера се представија голем број учесници од автомобилизмот. За прв пат во Куманово се организира ваков тип на дружење на љубителите на автомобилизмот од сите краеви на Македонија и од странство. Домаќинот граѓанското здружение Кар клуб од Куманово од организационен аспект стори се гостите да бидат пречекани на вистински начин. Кој е денешниот повод за оваа средба? Денешниот повод за оваа средба е луѓето да изложат своите автомобили кои што има преправено во околите и дружба да биде, да се луѓето запознаат едни меѓу други,
меѓу себе, тоест, и да може да си помогнат во преправките на колите, со делови, со парична надомест и така. Од каде има се коли? Коли има од цела Македонија, значи има од Србија, од Врање, Ниш, има од Белград, и тоа е толку има од тие градови има додено само. Кој беше вашиот повод да организирате оваа манифестација? Нашиот повод за оваа организација беше пред се дружба. Значи луѓето да се запознаат меѓу себе подобро, да се дружат по скуповите и да поделат своји мислења околу колите. Да се задоволни од одзивот? Да, и презадоволни. Не очекуваме волкав број на луѓе на коли, до сега има околу 110 коли, така нешто мислам, а пријавени се околу 170 или 180 коли. На крајот организаторот додели 16 награди во неколку категории за најдобрите, а воедно информира дека и следната година манифестацијата повторно ќе биде одржана. На територија на општина Старо Нагоричане утре во вечерните часови ќе се изврши теристичка дезинсекција. Од Центарот за јавно здравје Куманово апелира до пчеларите да превземат соодветни мерки за заштита на пчелите и да не ги пуштаат надвор за време на дезинсекцијата и неколку часа подоцна. Во случај на неповолни временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за наредниот ден. Фотоклуб Куманово трета година поред организира бесплатна фотошкола. Уписите започнуваат на 1, а фотошколата ќе трае од 15 септември. Ќе има теорија, пракса и совладување на Фотошоп. И оваа година фотоклубот Куманово организира бесплатен курс по уметничка фотографија за сите љубители на овој вид уметност. Преку теорија и пракса, учесниците ќе научат за историјата на фотографијата, аналогна фотографија, лабораторија, композиција, ликовни елементи, техника, дигитална фотографија и за нејзина обработка. Заинтересираноста досега беше на завидно ниво, а беа присутни курсисти, речиси од сите возрасти. Сите кои се љубители на фотографија можат да дојдат да научат или да се доусовршат. Предавачи ќе бидат реномирани членови кои минатата година освоија награди на републичко како и на меѓународно ниво. Во моментот имаме запишано околу 10 нови членови кои ќе се придружат на фотошколата која почнува од 15 септември, а во моментот уписите официјално започнуваат од 1 септември, но веќе имаме пријавени кандидати. Се разбира интересот е многу голем оваа година и очекуваме да биде се поголем и во наредните години. Во моментот немаме ограничување исто така и во годините на членовите. По завршување на курсот сите учесници ќе добијат дипломи и ќе имаат можност да ги изложат своите фотографии на клубската изложба. Петровски вели дека е презадоволен. За мене искуството беше многу убаво. Во почеток не знаев за школата, јас малку каснев со часовите, подоцна се запишов, но во моментот може да се представам како еден од најновите членови во фотоклубот. А фотошколата овогодишната фотошкола заврши со Малинскиот фотофестивал. Исто така очекуваме и ова што ќе започне сега од 15 септември, исто така да заврши со наредниот Малински фестивал. Марина Крстич, фотограф од Фотоклуб Куманово, неодамна освои 2 награди на меѓународна изложба на фотографија во Србија, на која што учествува повеќе од 300 фотографи од 60 земји од светот. Исто така, клубот ќе биде организатор на изложба на фотографија насловена како Куманово и Кумановци, на која ќе можат да учествуваат сите љубители на уметничка фотографија. Со оваа изложба клубот ќе почне да прави архив на фотографии кои што го отсликуваат Куманово и неговите граѓани во тековната година. Еден гасен пиштол и 5 парчиња муниција со калибар 9 мм минатата недела се откриени при контрола на српски камион управуван од српски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановци автопат. Непријавениот пиштол и муницијата се пронајдени во кабината на возилото под душекот на долниот кревет. Оружјето и муницијата се привремено одземени, а против прекршителот е поведена соодветна постапка. На Табановци исто така се запленети телевизори 40.000 евра. Министерот за одбрана Зоран Јолевски, придружуван од амбасадорот на САД во Република Македонија Джес Бейли, началникот на генералштабот на АРМ генерал подполковник Методија Величковски и командантот на ЗОК на АРМ бригаден генерал Васко Ѓурчиновски. Денеска на армискиот полигон Криволак присуствуваа на билатералната воена вежба Операција Фаланга Македонија, која започна на 28 август, а ќе трае до 6 септември. Според министерот за одбрана, оваа вежба е доказ за добрите односи и високото ниво на соработка меѓу армиите на Република Македонија и на Соединетите Американски држави. На оваа вежба се покажа како американските структури ги обучуваат македонските припадници на воената полиција како да дејствуваат во различни сценарија, а исто така, оваа вежба на некој начин е подпомагање за евалуација на воената полиција на АРМ според НАТО стандардите, изјави министерот Јолевски. Началникот на генералштабот на АРМ, генерал подполковник Методија Величковски,
Денешната вежба ја оцени за успешна. На воената вежба беа прикажани различни содржини и практични форми на воено-полициска обука, како што се работа на контролна точка, справување со толпа, борба во урбана средина, патролирање, како и основно и напредно гаѓање со автоматска пушка М4, која е вооружување во армијата на САД. Министерот Јолевски заедно со генерал подполковник Величковски и бригадниот генерал Ѓурчиновски заминаа во посета на припадниците на Арама, кои се ангажирани за асистенција на граничната полиција на границата на Македонија со Греција. Најмалку 37 мигранти се удавија во бродска несреќа кај Либија. Новинарите на Ал Джезира бараат помилување од египетскиот претседател. Тијанцин повторно во фокусот на вниманието приведени 197 лица поради ширење гласини. Следуваат вестите од светот. Уште една несреќа со потонат брод ги однесе животите на најмалку 37 мигранти крај либискиот брег. Бродот се потонал во близина на Хомс, на околу 100 км источно од главниот град. Информацијата ја соопшти портпаролот на либискиот Црвен крст. Вчера наутро беше потврдена информацијата за 7 удавени мигранти, а утрово рибари пронашле уште 30 тела во истиот регион. Волонтери од Црвениот крст се обидуваат да ги извадат телата, но немаат доволно чамци, рече портпаролот. Инаку во четвртокот уште еден брод со мигранти кои патуваа од Либија до Италија потона во Средоземното море и загинаа 200 лица. Грест, канаѓанецот Мохамед Фахми и египетскиот државјанин Бахер Мохамед беа прогласени за виновни од судот во Каиро поради ширење неточни информации и отиработеле без потребните дозволи. Во отсуство на било какви докази за активности кои бараат осуда, можам да заклучам дека пресудата има политички мотив, изјави Грест во Сиднеј. Австралиецот е осуден во отсуство откако беше екстрадиран од Египет претходно оваа година, додека другите двајца осудени се сместени во затвор веднаш по пресудата. Председателот Сиси сега има можност да ја поправи оваа неправда. Целиот свет вниманието сега го насочи кон Египет, рече тој. Во меѓувреме САД изразија длабоко разочарување поради пресудата. Ја повикуваме владата на Египет да ги превземе сите расположливи мерки со цел повторно да ја разгледа оваа пресуда која подкопува слободата на изразувањето неопходна за стабилност и развој, се наведува во соопштението. Во Кина се приведени 197 лица поради ширење гласини преку интернет за неодамнешниот пат на индексот на главните кинески берзи и за експлозијата во Тијанцин. Меѓу нив има и новинари и представници на берзата. Едната гласина била дека маж извршил самоубиство во Пекинг поради пат на берзата, а другата дека дури 1300 луѓе загинале во Тијанцин. Според кинескиот закон им следува 3-годишна казна за секоја гласина на интернет што е споделена 500 или прегледана 5000 пати. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Љубинко Друловиќ денеска прозиваше ќе доцнат само оние што синоќа има надпревари во своите првенства како Ристовски, Ивановски и Трајковски. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Љубинко Друловиќ денеска точно напладне во хотелот Гранд Плаза во Скопје го имаше првиот собир на репрезентативците за дуелите со Луксембург и со Шпанија. Предводникот на нашиот национален тим веднаш на располагање ќе ги има домашните играчи и некои од интернационалците, но голем дел ќе дојдат со задоцнување затоа што доцна синоќа имаа надпревари во своите првенства. Такви се Мирко Ивановски, Муарем, Александар Трајковски, Бесерт Абдурахими, Столе Димитриевски. Се очекува селекцијата да се комплетира во вторник, кога Друловиќ ќе ги има сите фудбалери на располагање, а по неколку дена тренинзи во Скопје. В петок експедицијата заминува на гости кај Луксембург. За вечерва е предвиден и првиот тренинг на комплексот на ФФМ. Добро е познато дека за Јован Костовски нема репрезентација во овие два дуела. Тој е повреден и скина лигаменти на рамото, со што го чека пауза од неколку месеци. Повреден и Јадријан Адеми, поради што не е во комбинација за мечевите со Динамо Загреб, па можно да има друга алтернатива за него во доследно време. Карате клубот Ронин Доджо од Куманово по 11 години работење низ салите во градот конечно доби сопствени тренинг простори кои што позитивно ќе влијаат врз работата во сите спортски сегменти. Основачот Оливер Милорадовски рече дека се надева во иднина дека ќе бидат остварени уште подобри резултати. Најсреќни беа младите членови кои во иднина ќе може да работат во одлични услови. Новите простори ќе дадат шанса клубот уште повеќе да тргне во успешни остварувања. Господин Милорадовски, со среќа нека е вселувањето во новите простори на вашиот карате клуб, па ја да ни кажете
Како дојдете до овој чекор, сепак успех е да се дојде до собствен дом на некој начин? Па овака, јас со карате се занимавам веќе 32 години, 13 години самостално како работам како тренер. Работевме во одредени простори кои дозволува одреден обсег на работа, но ова што сега го добивме остварување на мојот животен сон. Значи, вистинско карате доджо, каде што луѓето може да научат карате и каде што луѓето може да го сватат духот на Јапонија, духот на боречките вештини во вистински смисол. Воедно ова ќе биде и полесно за дечините кои работат тука во клубот. Апсолутно, значи мислено е на сите елементи, на пристапот кога родителите ги носат децата. Внатре значи имаме комплетно машка, женска соблекувална, машко, женско WC, одличен простор кој е во самиот центар на градот со сите услови кои се потребни да се ова, значи да каратето се тренира онака како што треба. Колку во моментот имате ангажирано дечиње во работата? Значи имаме околу 50 на членови кои работат во клубот, а јас работам со 5 асистенти. И како се плановите за оваа година, со оглед на тоа дека добивате нови модерни простори за работа? Она што беше проблем со претходната просторија, значи мал простор, кај што имавме голема желба да додадат повеќе членови да тренираат. Сега значи имаме поголеми услови, подобри услови, да бројката на деца кои би сакале да тренираат се зголеми и со тоа и клубот расте и успесите и се во нагорна линија. Може би ќе имате и поголеми резултати сега со оглед на тоа дека се во нови простори? Дефинитивно ќе имаме подобри резултати затоа што поголемата просторија и условите кои внатре се створени за работа во секој случај ќе створат и поголеми резултати и поголеми успеси. И за крај, како се плановите за оваа година и во наредните години? Значи, почнувајќи од септември сега, значи учество на надпревари, на државни првенства, меѓународни надпревари, во главном е тоа. За нас ова е еден нов живот, една нова комоција, професионалноста на нашата работа ќе се зголеми, се надевам со многу повеќе ученици, со многу повеќе новитети и нашата работа ќе биде се подобра и подобра. Секако ова е вистински пример како со упорна работа еден клуб може да достигне повисоко ниво во својот развој. Да се надеваме дека во престојниот период каратистите ќе ни израдуваат со успешни резултати. Во клубот на пензионерите кај автобуската станица во понеделник ќе се одржи шаховски турнир по повод 8 септември, денот на независноста на Македонија и по повод 20 септември, денот на пензионерите. Овој традиционален турнир го организираат од Сдруженијето на пензионери Куманово и е со ревијален карактер. Право на учество имаат сите пензионери кои ќе се пријават. Руската тенисерка Марија Шарапова поради повреда на ногата се повлече од годинешното издание на отвореното првенство на САД. Во продолжение останатите вести од меѓународен спорт. Македонските интернационалци Горан Пандев и Александар Трајковски поубаво ќе го паметат второто коло од новата сезона во италијанската серија. Трајковски доби шанса да биде дел од првиот тим на Палермо, а сицилијанскиот калчолигаш забележа минимална победа на тешкото гостување во Удине. Горан Пандев исто така беше стартер за Дженова и играше до 56-та минута, а неговиот тим забележа сигурна победа од 2-0 во дуелот против екипата на Верона. Денеска тргнува четвртиот Гранд Слем за 2015 година, отвореното тениско првенство на Соединетите Американски држави. Според прогнозерите, главен фаворит е Новак Џоковиќ пред Мареј и Федерер. Џоковиќ денеска игра во првото коло против бразилецот Соуза. Бранител на трофеот е хрватот Марин Чилич, а кај дамите Серена Вилијамс, која е и прв фаворит со желба да триумфира по четврти пат во серија. Руската тенисерка Марија Шарапова поради повреда на ногата се повлече од годинешното издание на отвореното првенство на Соединетите Американски држави. Шарапова, која на US Open беше поставена за трета носителка, нема настапено на ниту еден турнир уште од Вимблдон. Место на Шарапова ќе го пополни низината сонародничка Дарија Кастакина, која во првото коло ќе игра против Дарија Гаврило. Заврши 15-тото издание на светските шампионати во атлетика. Надпреварувањето во Кина го одбележа новата доминација на Юсейн Болт и спринтерите од Јамајка, како и Кенија, која за прв пат е неуспешната нација на светските собри. Спортистите од Кенија со 7 злата, 6 сребра и 3 бронзи и вкупно 16 медали се неуспешните на светскиот атлетски шампионат, пред Јамајка со 7 златни, 2 сребрени и со 3 бронзени медали. Атлетичарите од Соединетите Американски држави освоија најмногу медали, вкупно 18, од кои по 6 златни, сребрени и бронзени.
Ова работна воедно и прва училишна недела ќе помине во прилично топло време. Сега да ја проследиме временската прогноза за македонскиот североисток. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.